Итно донесување закон за спречување и заштита од дискриминација со транспарентна постапка за избор на членови на комисијата со цел граѓаните да добијат квалитетна законска рамка и реформиран систем за ефикасна и ефективна заштита и превенција од дискриминација побара учесниците на денешната конференција Сите сега, одговорноста на институциите за обединување против дискриминација, организирана од мрежата за заштита од дискриминација. Ова е законско решение кое што беше укинато од страна на Уставниот суд во мај оваа година и затоа како одговорна влада во интерес на граѓаните сметаме дека ден поскоро законското решение треба да биде донесено во законодавниот дом низ една демократска процедура согласно деловничките одредби. Ова законско решение доби поддршка од страна на меѓународни институции, Венецијанската комисија, меѓутоа беше поддржано од 70 невладини организации од нашата држава во периодот кога опозицијата го кочеше пред 2 години. Јас разговарав вчера со пратениците на Комисијата за европски прашања за тоа што значи и колку е важен овој закон за нас како држава и за граѓаните, особено во предвечерието на отворање на пристапните преговори со Европската унија. Меѓутоа, пред се и над се сам за оние кои што нас не избрале како носители на одлуки, односно за граѓаните. Верувам дека и опозицијата ќе учествува во изгласувањето на овој закон, затоа што законот е по европски терм, согласен со регулативата на Европската унија и во него се дефинирани сите облици на дискриминација, основите за дискриминација, но пред се и избор на едно професионално, независно, финансиски независно тело, како што е Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Експертите оценуваат дека во земјата се уште постојат проблеми во доменот на дискриминацијата. Голем број граѓани додаваат се на маргините на општеството. Според нив со укинувањето на законот за спречување и заштита на дискриминацијата, голем број од граѓаните кои се дел од ЛГБТ заедницата, ромите, сиромашните, жените, луѓето со посебни потреби и така натаму се наоѓаат во многу тешка ситуација. Од мрежата за заштита од дискриминација бараат итно усвојување на законот за спречување, но потоа веднаш и распишување оглас за состав на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Целта на конференцијата е да отвори дискусија со сите засегнати страни за потребата од итно и неодложно унапредување на системот за спречување и заштита од дискриминација преку интервенции во законската и институционалната рамка, како и преку преземање одлучни чекори, континуирана и координирана работа на сите институции во повеќе области кон унапредување на човековите права на сите, гарантирање на еднаквоста и промена на штетните практики кои генерираат нееднаквост и социјално исклучување на маргинализираните групи.